Активната блокада е излез од националната катастрофа која што вие ја приредувате во нашата држава. Туку да има уште повеќе. Би сакал Гледам дека има напади. Сега ќе ме слушаш затоа што цел ден ве слушам од Сабајле како си живувате. Океј, разбирам, не си бил цел ден тука и сега си нервозен. Срамота. Кој да се тепа, бе? Кој да се тепа? седи како. Поди седи на своје место, кога не си за тепање. Бескрајни расправи, тактички блокади, па и физички пресметки. Не се ретки сцени во законодавниот дом. Не ги почитуваат собствените граѓани и собствените посебно гласачи и не можат да направат кворум. Јас немам мнозинство тука за одлучување, не одлучувам јас. Седите, море, седите. Во многу ретки случаи, пратениците сепак гласаат сложно и без караници. Така беше во 2018 година, кога на лидерска средба власта и опозицијата се договорија за 150 на 100 да ги изголемат парите со кои од државниот буџет се финансираат политичките партии. Кога се гласаа измените на законот во парламентот, никој не беше против. Аргументот на политичарите беше, ако се зголемат парите од државниот буџет, партиите ќе бидат помалку зависни од донации, кои пак носат ризик од корупција. Какви се ефектите 4 години подоцна? Меѓународниот републикански институт САД, ИРИ, со Фондацијата Отворено општество Македонија, го анализирале редовното партиско финансирање со пари од буџетот од 2011 до 2021 година. Од 2011 до 2017 година, средствата што се одвојуваа за партиите изнесуваа 0,06% од изворните приходи во буџетот. Во споменатата 2018 година, тој процент се зголемува на 0,15%. На почетокот на ковид пандемијата, во 2020 година, владата донесе уредба со законска сила, со која тој износ се намали на 0,04%, но тоа не траеше долго. Подоцна истата година, со законски измени, процентот од изворните приходи на буџетот што оди за партиите се зголеми на 0,105%. Во пари, во периодот 2011-2021, партиите инкасирале околу 26 милиони евра од државата. Најмалку, близу 1,2 милиони евра, добиле во 2011 година. Најмногу добиле во 2019 година, околу 5 милиони евра. Во последните две пандемиски години, во партиите се влеваат по околу 3,5 милиони евра буџетски средства. Но додека неколкукратно се зголемени парите кои партиите ги добиваат од државата за своите редовни активности, што значи без активностите за избори, истражувачите од Фондацијата Отворено општество Македонија откриле дека нема намалување на партиските приходи од приватни донации. А токму намалувањето на приватните донации и нивното влијание беше објаснувањето зошто партиите треба да се финансираат од буџетот. Имајќи во предвид дека целта која што имаше законската измена зголемување нели на процентот кој што се одвојува за годишно државно финансирање не е остварена, а со тоа и не се намалени ризиците кои што ги носи приватното финансирање, сметаме дека треба да се размисли дали навистина има потреба толку висок процент од буџетот да се одвојува за оваа намена. Моделот на државно финансирање на партиите е таков што најголем дел од колачот оди кај големите партии. Она што е проблематично за невладиниот сектор е што независните кандидати немаат право на државно финансирање, што создава услови за нефер политички надпревар. Сметаме дека треба да се вклучат непартиските актери во системот на финансирање, имајќи во предвид дека навистина остваруваат резултати како и политичките партии на изборите и со тоа да се намали таа структурна предност која што имаат политичките партии во изборниот процес. Фактот што партиите добиваат државни пари ја донесе логичната последица дека тие ќе мора да бидат отчетни за тоа како ги трошат тие пари. Но освен што голем дел од партиите и понатаму не се транспарентни и не до крај, анализите на невладиниот сектор покажуваат и дека немаат однос кон надлежните контролни институции, клучно кон Државниот завод за ревизија.
Например, во ревизорските извештаи за СДСМ со години се провлекува забелешката дека партијата и понатаму ги уплаќа средствата од членарина од секоја општинска организација директно на сметка на партијата во вкупен износ. Тоа значи дека не се почитува начелото да се знае кое лице колку платило за членарина. ВМРО ДПМН нема доказ за бројот на седишта и начинот на користење на изборни штабови. ДУИ има договори за користење возила на физички лица, но не и цена по која исплаќа за услугите. Алијанса за албанците исплаќала фактури без подкрепувачка документација. За жал во пракса се покажува дека многу малце се постапува, нити па имаме како јавност контрола врз процесот, односно што всушност партиите направиле или постигнале со при постапување на забелешките од државниот ревизор. Освен Државниот завод за ревизија, надлежност за контрола на партиското финансирање има и Државната комисија за спречување на корупција и јавното обвинителство. Но според Митевски, проблем се и аномалиите во синџирот на комуникација. Тој триаголник не можеме да видиме дека соодветно функционира во пракса. Од друга страна, државниот ревизор може само да констатира. Државната комисија за спречување на корупција има одредени надлежности и да постапи, но сепак треба да се најдат многу поефикасни алатки, прекршочни одредби со кои ќе може и на самото место кога ќе се увидат одредени недостатоци, овие институции да постапат. За малверзации и незаконско финансирање на партиите е предвидена и кривична одговорност. Го конфискува недвижниот имот, партиското седиште на ВМРО ДПМН. Единствениот таков значаен пример е неодамнешната првостепена пресуда во случајот на СЈО Талир 2 за финансирањето на ВМРО ДПМН, кога оваа партија беше на власт. Митевски и Мирчевска се согласни дека се потребни реформи за зајакнување и на контролата и на казнената политика. Јавното обвинителство игра клучна улога за откривање и гонење на покрупните работи. Така што нивната улога во овој систем е длабински понатаму врз основа на фактите и сознанијата кои што ќе произлезат од одредени истраги на ревизорот и на Државната комисија да покренат обвинение и тоа да биде проследено во судските органи. Сметам дека граѓанскиот сектор, академската заедница, дури носителите на одлуки, откако ќе имаме правосилните пресуди, треба во суштина да се навратиме наназад и да видиме во суштина кои се системските недостатоци на системот кои што во суштина дозволиле овие злоупотреби да се случат воопшто. Значи кои се механизмите кои што ги користат оние кои што имаат за цел да наштетат, кои институции ненавремено спровеле надзор и со тоа не алармирале, кои институции можеби навремено постапиле, меѓутоа државните институции немале слух за нивните препораки. Без политичките партии не може да се организира политичкиот живот во една демократија. Поради тоа партиите добиваат пари од буџетот во голем број од развиените демократски земји. Не постои единствен модел. Секоја држава го уредува прашањето согласно сопственото искуство, пракса и потреби. Какви и да се правилата, императивот секаде е дека мора и доследно да се почитуваат.